Johnny Иванов, Пол Еркесен. Штипскиот ултрамаратонец Тони Манев, кој цел живот е посветен на спортот, успешно го заврши својот најголем предизвик, откако успешно ја заврши трката на Алпите, каде истрача над 270 километри. Јас сум фасциниран од сето тоа таму што го видов и сум презадоволен од мене, од тоа што успеав да го постигнам. Целта ми беше значи да одам таму, да ја истрчам трката, да ја финиширам. Нормално дека секој сака повисок пласман, меѓутоа таму има големи професионалци, видов што се какви европски, светски тркачи имаме. Така да јас сум презадоволен од мене што успеав да ја издржам до крај. Патеката наместо 250 км била 270 км, па за Штепјанецот ова уште поголем предизвик во неговата кариера. Патеката требаше да биде долга 250 км со 18.000 искачување, меѓутоа поради проблеми некои врвови кај што не можеле да пробијат пат на 2-3 дена пред трката ни кажаа дека ќе биде намалена висинската, значи висинската разлика беше 15.000 метри. Меѓутоа, на таа сметка добивме плюс 20 км, значи јас истрчав 271 км точно, не само јас, значи сите. Манев земниот раскажал како било да се трчне на ваква патека која не била маркирана. Патеката беше не маркирана, немаше маркации, сите добивме GPS за пратење, мораш, значи без тоа не можеш да стартуваш, немаше маркации. Технички доста тешка, значи на искачување, на спуштање имаше делници кај што немаш патека за трчање, имаш само во карпата поставено сајли кај што можеш да се држиш. На левата страна се држиш, десно е провајлија. Ваквата трка е голем предизвик за еден ултрамаратонец, со оглед на фактот што станува збор за трка каде треба поголема подготвеност. Обично имаме стапчиња нели за буткање, меѓутоа таму ништо не помага. Се држиш со двете раци, внимателно, гледаш само да поминеш. А од опрема имаше толку многу што веќе на пола патека те болат раменици од сето тоа што го носиш на себе. Значи до сега не сум имал ваква трка со толку дополнителна опрема. Трката била од различен технички карактер, а тоа значи минување на патиките во текот на самата трка. Имавме на 6 места испратено дропбек кеси, кај што можеш да пратиш што сакаш, значи од храна, алишта до патики. Со еден пар патики не може да се заврши ваква трка, тоа е дефинитивно. 3 пара имаше точно делници кај што беше карпес терен, кај што беше многу тежок. Имаше делници кај што уживаш, едноставно се спушташ од планината низ некои швајцарски села, нешто преубаво, па падините таму кај што нели Швајцарија знаеме позната по кравите, значи минуваш низ буквално можеби цел една ноќ поминавме со крави. Имаше на стартот и на финишот, меѓутоа во текот на трката на такви места кај што бевме ретко да видиш човек. Ова е голема трка која Манев успешно ја финишираше, откако претходно како што изјави за телевизија Емнет се подготвил подолг период. 87 часа, мислам, беше да. Со тоа што нели лимитот беше 96 часа, ја реков дека имавме луфта за да не брзаме. Во кариерата на Манев дефинитивно ова ќе биде запишано како еден голем успех кој веќе е со мислите на следните трки.